Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, дозволете денеска во присуство на генералниот секретар на ОПСЕ да ја потврдиме уште еднаш цврстата опредалба на новата влада на Република Македонија за заштита на човековите права, функционирањето на правната држава и посветеноста на реформскиот процес. Работиме и ќе работиме согласно стандардите на Европската Унија и на ОПСЕ во сите важни области за граѓаните и за државата, затоа што ја гледаме иднината на Република Македонија во Европската Унија. Ова му го соопштив на генералниот секретар на ОПСЕ Томас Гремингер, чија прва посета во Македонија се совпаѓа со 25 годишнината од присуството на ОПСЕ во нашата земја. Ги почитуваме и сме благодарни за сите заложби на организацијата, сите изминати години за обстојување на Република Македонија на демократскиот пат. Соработката помеѓу оваа демократска реформска влада и ОПСЕ најавуваме дека ќе биде уште поинтензивна. Ние знаеме да ги вреднуваме пријателите на нашата држава и знаеме дека почитувањето на пријателските укажувања придонесуваат да се движиме напред. Владата во програмата за работа и реформскиот план 369 ги зема предвид забелешките во извештаите за напредок на Европската комисија. Со предвидените мерки градиме демократски институции, независно судство, објективни медиуми, ја подобруваме социоекономската клима во државата, овозможуваме активно учество на граѓанското општество, на младите, на опозицијата, на сите заинтересирани поединци или групи, низ инклузивен процес да учествуваат во демократската обнова на нашето општество. Посебно внимание посветуваме на обезбедувањето непристрасен, професионален и ефикасен судски систем во согласност со препораките на Европската комисија, на Венецијанската комисија на Советот на Европа. Се согласуваме со прелиминарната изјава на ОПСЕ ОДИХР за изборите, што се оценети како демократски и конкурентни, со почитување на човековите права и потребата за цврсти заложби за јасна поделба меѓу државата и политичките партии и обезбедување услови за балансирано медиумско известување, што е меѓу нашите приоритети во работењето како влада. Градиме едно општество за сите, со што автоматски придонесуваме во подобрувањето на имплементацијата на Охридскиот рамковен договор. Ги интензивиравме и добрососедските односи, низ близок пријателски пристап за решавање на сите прашања од интерес на граѓаните и веќе ги имаме првите придвижувања преку договорот со Бугарија, транспортната заедница, регионалната економска соработка, односите на доверба со Грција. Стратешки цели на Република Македонија се европската и евроатлантската интеграција и економскиот развој на државата и посветено работиме во оваа насока. ОПСЕ е наш пријател и партнер на тој пат. Благодарам од името на граѓаните на Република Македонија за тоа почитуване, господине генерален секретар Томас Гремингер, кој што со вашиот придонес денеска и со вашето лично присуство уште еднаш ја потврдувате соработката помеѓу ОПСЕ и Република Македонија. Good afternoon, dear representatives of the media. Добар ден, почитувани представници на медиумите. First, I would like to thank Prime Minister Zaev for receiving me. Би сакал најпрво да му се заблагодарам на премиерот Заев за тоа што ме прими денеска. There are basically two reasons why I'm here in Skopje very early on in my new mandate as Secretary General of the OSCE. Постојат во главно две поголеми причини зашто сум денес присутен овде во Скопје на самиот почеток на мојот нов мандат во ОПСЕ мисијата овде во земјава. First, I want to commend Prime Minister Zaev, his government and this country for having managed to overcome the political crisis and for having embarked on a promising reform track. Би сакал најпрво да му честитам на премиерот Заев за тоа што успеа во реформските процеси и успеа во надминувањето на кризната ситуација која што имавте во земјата во напорите за понатамошно напредување на државата. And second, I wanted to assure Prime Minister Zaev of OSCE's support to these important reforms for the future of the country, but also for peace and stability in Southeastern Europe.
Би сакал исто така да му ја понудам на премиерот Заев поддршката на ОПСЕ во овие понатамошни напори за реформски процеси во државата, за понатамошна соработка со ОПСЕ и за понатамошен напредок на земјата во регионот. I believe that we are facing a window of opportunity, allowing this country to focus on the implementation of a ambitious reform agenda. Сметам дека се отвара еден нов прозорец, односно се отвораат нови врати за напредување во реформските процеси и ќе имаме понатамошна успешна агенда на овој пат. While the focus is now on the implementation of immediate reforms, tackling longer-term structural reforms in areas such as rule of law, the media, democratic governance, police and the security sector will be essential. Во моментот кога нашиот фокус е свртен кон моментални реформи, кон реформите што се одвиваат во овој момент, сметаме дека и понатамошните долгорочни цели, како што се структуралните реформи во властите на почитување на правото, почитување на медиумите и нивните права и нивните гледања, демократското владење, политиките и секторот на безбедност е исто така клучна работа во нашиот процес. And I would want to encourage all actors in this country to work towards strengthening democratic processes and restoring confidence in the institutions of this country. Би сакал да ги охрабрам и да им дадам моја поддршка на сите вклучени страни во оваа работа, во овој процес, кои што работат на зајакнување на демократските процедури и политики, како и во враќањето на вербата во самите институции. Transparent, accountable and inclusive institutions are essential to secure a prosperous future for the benefit of all citizens in the country. Транспарентни медиуми на кои што може да се осврнете и на кои може да им верувате, како и инклузивни институции се клучни во обезбедувањето на просперитетна иднина за државата и за бенефит на сите граѓани на оваа земја. The OEC, its institutions, and in particular its mission to Skopje is here to support you. We will continue to work in partnership with the national institutions in support of agreed reforms in key areas. ОПСЕ, мисијата на ОПСЕ е присутна овде во вашата држава, во вашата земја, со цел да ви овозможи поддршка. Наша намера е да продолжиме со соработката која што имавме досега, да ја подобриме таа соработка и да дадеме клучна поддршка во сите клучни области кои што се важни во развојот на државата. And Mr. Prime Minister, I would also want to appreciate your country's strong support for the OEC, and I would like to encourage you to continue to work closely and collaboratively with the mission and to use us as a valuable resource. Премиере, исто така сакам да ја подцртам, односно да ја нагласам силната поддршка која што вие давате на самата мисија на ОПСЕ овде во земјава, поддршката која што имаме и во соработката досега успешна, се надевам и во понатамошниот период и се надевам дека ќе имаме мощна успешна соработка во сите клучни области за кои што се дискутираше. And let me conclude by saying that 2017 is a very important milestone for the OEC mission to Skopje because it marks its 25th anniversary. Ќе напоменам уште дека 2017 година е важна, пресвртна година за мисијата на ОПСЕ овде во земјата, затоа што представува 25 годишнина од постоењето на самата мисија во Скопје. Се надеваме дека ќе имаме понатамошна успешна соработка како што имавме досега. And on behalf of the OEC family, I would want to commend and congratulate the mission for its achievement in the past 25 years. Во име на самата ОСЦЕ, на самата ОПСЕ мисија, би сакал да ви честитам за успешната соработка досега и би сакал да ви честитам за поддршката која што ОПСЕ мисијата ја добива во земјата во изминатиот период. Thank you.
Thank you. Благодарам. Може ли да очекуваме нещо конкретно околу реконструкцијата на владата? Најавите дека до крајот на неделава може и да има. Јас се надевам дека навистина до крајот на неделата и вечерва имам разговори по основ на ова прашање. Свесен сум дека добро е за државата и за мене и за владата час поскоро да го решиме ова прашање, но веднаш штом ќе имаме решение ќе го споделиме со јавноста. Уште за преговорите, која страна побара да бидат одложени најавените преговори со Грција? Организаторот само не информираше дека прво проектираната дата, која што беше 20 или 21, дури не знаевме точно која дата, ќе биде одложена некаде за почетокот на декември. Значи, затоа што грците тврдат дека македонската страна побарала одложување. Не би давал коментар, ние сме пред решавање на проблеми помеѓу двете земји. Навистина, организатор знаете дека на средбата е медијаторот Метју Нимиц.